Почитувани колеги, за почеток, како што знаеме, денес го разгледуваме бюджетот на општина Битола. Гледам дека голем дел од колегите од власта се расположени да ни читаат закони, па би сакала да ги запрашам дали го имаат прочитана статутот на општина Битола за почеток. Ако не го имаат прочитано, ќе му го прочитам јас. Има еден член, колешке, број 54, во кој пишува: градоначалникот редовно го известува Советот за извршување на своите надлежности во согласност со статутот. Член 56. Градоначалникот е должен да поднесе извештај за извршување на одлуките донесени од страна на Советот на секои 3 месеци. Ако вие, како што тврдите, дека во Битола е направено многу, кажете ми барем една причина зошто една година во оваа сала не се има појавено Владимир Талевски. Ако бил нормален градоначалник и ако се гордел со она што го имал сработено, како и секој нормален човек, би сакал да се пофали. Јас барем така мислам. Немало да ве остави сами тука, да кажувате имагинарни работи. Ако не било се така како што сме кажали до сега, зошто денес не дојде сам и не ни кажа дека не сме во право кога велиме дека Битола нема стадион, дека не сме во право кога велиме дека Битола нема базен, дека не сме во право дека во Битола дишиме загаден воздух, дека не сме во право кога велиме дека е криминалец. Јас велам, колешки, дека е криминалец и ако дојди тука јас ќе му речам, а така вели и вашиот поранешен министер, кој го нарече перфиден глумец и криминалец. Затоа сакам само да ве подсетам дека ако некој направил добро дело, јас сум сигурна дека тука ќе се фалел со сати, онака како што знаеше да глуми во изминатите 10 години. И дури можеше да лажеш. Сега нема каде, сега нема, лага, владе долага. Нема кој ќе го лажи кој. Сам не може кој ќе се лаже, не некој друг. За тоа какви желби има опозицијата, нема да коментирам. Туку ќе ве запрашам само неколку работи. Вие, колеги, седевте позади него, кога тој ветуваше подземни гаражи, кога ветуваше гасификација, кога ветуваше филмски град. И замислете, ветуваше дури и црква во Битола, ќе се викаше Свети Нектари Битолски. 3 години на буџет на осења од ова место јас лично се сеќавам како не убедуваше дека ќе гради црква, дека тој е хуман човек. Ни темел кладен и црква се виде. Си купи кола и ете, ќе си се вози со колата, не мора да прави црква. Ни рече дека ќе направи подземни гаражи, место подземни гаражи му даде на некој најверојатно 2 канти боја и 2016 ќе ја запамтиме по велосипедските патеки, што ги нацрта. Значи битолчани имат заслужено да гледат нацртани велосипедски патеки со боја. Оти се малоумни да не сгрешат, му ги нацрта со боја. Така во светот му цртат велосипедски патеки, не ги прават адаптирани на велосипеди, туку му цртат. Така може некој ќе нацрта и некој стадион, ќе нацрта може некој и некој базен и ќе велиме дека има. Јас поинако оправдување за ова негово бранење не гледам. Не гледам, на вистина не гледам. Пред неколку години од ова место еден советник ни рече: ДПМН се разликува по тоа што не постои период на градежна сезона. Тоа беше зимата 2013. Сега е зима 2016. Вистина не постои градежно време за нив, градежен период. Ништо не направија, може чекат некои подобри време.
Од оваа говорница денес дури слушнав и дефиниција за среќна нова година и дека некој заслужувал доверба. Да ви кажам искрено, не знам дали да плачам или да се смеам. Ако некој заслужува среќна нова година, тоа е Битолот. Ама јас колку што гледам, наместо да приведи тој среќна нова година на плоштад, тој парастос направи. Ја укина дури и таа на плоштад што имаше намера да ја направи по некој имагинарен свет, бидејќи јас притврдам дека тој немаше храброст да излези оваа година на плоштад и да им посака среќна нова година на битолчани. Бидејќи ако имаше, ќе го направеше тоа. Колеги, кога ве слушам од оваа говорница, имам чувство дека мислите дека вие на локално ниво сте само година и пол, дека на централно ниво е некој 16-ти друг лик и дека вие се ова што правите е за награда. Јас не можам да разберам. 10 години имате централна власт, 12 години имате локална власт и велите дека за се требало време. Не знам колку време треба. 6 години градите една куќа, така наречена Манаки. 6 години ја градите и сега денес го слушам колегата и навистина ми е жал што баш тој денес кај му падна него бингото да кажа тука колку пари биле предвидени за Манаки. Колега, лани мене представникот од финанси ми рече дека по март ќе биде отворено Манаки. Јас не гледам дека отворено Манаки. Значи лани по март требаше биде отворено. При адаптација на касарната и минатата седмица ви кажам. Значи во касарната имате луѓе кои купиле станови кои требаше да се селат во мај 2014 година. Талески тоа што го платиле битолчани не им го возможил, а камо ли она што не го платиле. Ги собра парите и пусне кај се. И уште ми кажувате дека не било така. Добро, ќе почекале. 2 години има луѓе кои живеат под килија, бидејќи не може да се влезат во станот кој го купиле. Ова е наше последно обраќање за буџет од општина Битола. Како досега, така и од сега. Немам намера да поднесам амандмани, бидејќи не му верувам на мнозинството во Советот и сметам дека и да биде прифатен некој од тој амандман, не мислам дека ќе биде исполнет, заради тоа што за тоа решава Талески, што ќе се направи, како ќе се направи, бидејќи тоа е само негова лична желба. За крај председателки, можеби за нас нема да биде толку важно, можеби ќе има некој друг совет, можеби ќе има некоја друга власт. Меѓутоа, мене лично, еве како советник, ме интересира, имам друга едно прашање, повеќе техничка природа. Многу често ги гледаме на буџет или на квартален извештај како представниците од администрацијата го користат видеопримот. Ме интересира дали ние како советници имаме право да го користиме истиот, бидејќи истото не е третирано ниту во статутот, ниту во деловникот. Ме интересира дали смееме да го користиме примот од зади вас. Никој што се не